студиото со вас Маријан Николовски. Попладневни вести во 16. Денеска гледаме. Крајот на јуни е рокот за владина реконструкција. Мицкоски денеска на средба со знам. Културата испишува вистински страници. Филхармониите на Македонија, Бугарија и Грција вечерва во градскиот парк во синхронизирани ноти. 10 лица повредени во тешка сообраќајна несреќа. Судир на камион со комби. Зика вирус во Македонија. Го донел македонски државјанин од одмор на Малдиви. Трамп го уреди својот нов авион. Нуди најлуксузен претседателски лет. Овие вести и детали за најавената владина реконструкција. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. До крајот на јуни ќе се знае кој ќе замине од владата. Премиерот денеска оцени дека вчерашната средба со представниците на ВЛЕН поминала во добра атмосфера. Денеска продолжуваат консултациите меѓу владините партнери на средба со знам. За деталите во овие вести Катерина Нешкова. Така е, Маријан, во тек е средбата помеѓу Мицкоски и Максим Димитриевски, на која што ќе се разговара околу најавената владина реконструкција, откако вчера заврши првичната лидерска средба помеѓу Мицкоски, Касами и Изет Меджити, како дел од Вреди. Денеска Мицкоски имаше предвидливи рокови за тоа кога ќе заврши овој процес, а тоа е некаде крајот на јуни. 1 јули го заокружи како датум кога пратениците ќе добијат комплетната листа на нови министри кои што ќе седнат во владините фотели. Она што е интересно е дека се уште не открива имиња, но откри дека во игра е и ротација на ресори, нешто што претходно беше на ниво на шпекулации. За деталите како поминала средбата, но и до каде ќе оди оваа владина реконструкција, гледаме во прилогот. Списокот на новите министри што ќе седнат во кабинетот на Мицкоски ќе се најде во собранието најдоцна до 1 јули. Премиерот, иако по вчерашната средба со Касами и Меджити, не откри имиња што ќе бидат опфатени со реконструкцијата, потврди дека во игра е смена на ресорот меѓу владините партнери. Во добра, пријатна атмосфера беше вчера состанокот. Се разгледуваат опции за промена на ресори. Така што мислам дека многу брзо ќе го затвориме овој прв дел од процесот во условно кажано првиот ешелон. Денеска ќе видиме со знамот, 2 часот имаме и со нив состанок, ќе разговараме отворено за сите добри страни, но и слабости, се разбира. Така што да речеме до крајот на следната недела, како што кажавме, до крајот на јуни да се тоа го формализираме и најдоцна до 1 јули списокот да се најде во парламент пред парламентарците. Од Вреди повторија дека кај нив е сигурна смената на министерот за социјална политика Фатмир Лимани, како и пополнување на вице-премиерското место за добро владење со нивен кандидат по оставката на вице-премиерот Арбен Фетај. Неофицијално за местото на Фетај се подготвува Азир Алију, а ресорот здравство пак можно е повторно да биде во рацете на Беким Сали, кој пред неколку месеци стана вице-премиер за европски прашања. Но премиерот Мицкоски денеска не сакаше да потврди дали ваквата опција е разгледувана. Лимани пак веќе се збогува со министерската фотелја, бидејќи, како што рече, не сакал да му прави проблеми на премиерот. Ние знаеме дека и во фудбалска федерација има селектори кои прават своја екипа и овде имаме мандатар кој прави своја екипа. Не сме во овие позиции да бидеме товар ни на премиерот, ни на мандатарот, ни на никого. Сме овде да играме улога на играчи кои се чеја сработат работата во полза на народот. Мицкоски денеска е на средба со Максим Димитриевски, иако досега се спекулираше дека со реконструкцијата би бил опфатен министерот за правда Филков од знам на состанокот со премиерот, одат со став дека двајцата министри, и Минчев за јавна администрација и Филков сработиле добро. Но промените нема да останат само на ниво на владата, смени ќе има и на директорските позиции, но и во локалната власт. Имаме места каде што можеме подобро, имаме места каде што сме исклучително задоволни, такви се повеќето, но има и таму каде што е потребно да се поправиме и на ниво на општини, но и на локално ниво од аспект на подрачни единици, така што процесот ќе продолжи во втората фаза таму, во текот на летото.
За опозицијската СДСМ владината реконструкција е само преуредување на фотели и доказ дека Мицкоски функционира од 1 до 1. Пред само неколку дена Мицкоски тврдеше дека до 1 јуни ќе бидат исполнети клучните реформи. Тој рок помина, немаше реформи, немаше одговорност, немаше ниту објаснување зошто рокот не е исполнет. Сега, наместо да одговара за неисполнетите реформи, Мицкоски не префрла на нов рок, 1 јули, за реконструкција на владата. Како да е тоа најважното прашање во моментов. Реконструкцијата е само шминка, таа не ги решава проблемите на граѓаните. Таа не ги зголемува платите, не ги намалува цените, не ги враќа младите и не ја отвара вратата кон Европа, реагираа социјалдемократите. Ова не се последни средби меѓу владините партнери за прецизирање на кадровските и ресорските смени. Партиски извор од владеачката коалиција велат дека средби ќе има и понатаму и на лидерско, но и на пониско ниво. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Голем спектакл е најавен за вечерва во градскиот парк. Националните филхармонии на Македонија, Бугарија и Грција ќе изведат грандиозната музичка Кармина Бурана, за разлика од политиката, културата, испишува други страници. Тамара Дичовска. Кога културата го прави она што политиката не може. Додека дипломатите со години кршат копија на политичката маса, а евроинтеграциите се заглавени во лавиринтите на уставите, ветата и историските спорови, Балканот вечерва покажува дека има и друг јазик. Јазик кој не бара амандмани, туку бара синергија. Под отворено небо во Скопскиот градски парк, повеќе од 200 музичари од Македонија, Бугарија и Грција ќе се обединат во една заедничка мисија да го изведат ремек делото на Карл Орф, Кармина Бурана. Врвните уметници од трите земји вечерва докажуваат дека културата е чекор пред политиката. Ова е најголем показател дека културата секако е најголем амбасадор на една држава, дека уметниците се амбасадори, дека градиме мостови, дека не сплотува. Тоа е најголемата порака што можам јас како директор да искажам вечерва. Значи еве ги трите соседни земји заедно соработуваме веќе по трет пат со многу уметници на сцена, значи тука сме Софиската филхармонија, Солунска филхармонија, Македонска филхармонија, хорот од Македонската опера и балет, хорот Пиколо, детскиот хор од Солун. Како солисти ќе настапат македонската сопранистка со светска кариера Ана Дурловски, грчкиот тенор Никола Спанос и бугарскиот баритон Иво Јорданов. Иницијативата за овој проект доаѓа токму од Бугарија, од маестро Најден Тодоров, кој успеа да го заокружи овој регионален триаголник по успешните концерти во Софија и Солун. Концертот ќе биде бесплатен за сите, а министерот за култура го најави како едно од најзначајните дела во светот, кое ќе се изведува вечерва во срцето на Скопје, почнувајќи од 21 часот. Тамара Дичовска, Сител телевизија. Мало намалување на синдикалната кошница. Премиерот најавува средба со маркетите. Од понеделник пониски цени на горивата. Да, мало намалување бележи синдикалната кошница за едно 4-члено семејство за јуни. За намалувањето на цените на храната пак премиерот Мицкоски од понеделник најави нови средби со маркетите и дистрибутерите. Ке бара да го почитуваат строго законот за нефер трговски практики. На 68.600 денари му биле потребни на 4-члено семејство во јуни за да ги задоволи основните потреби. Синдикатот пресмета дека сумата е за евро и пол пониска од мајската кошница, поради намалените цени на овошјето и зеленчокот. Повеќе од третина од парите домаќинствата даваат за храна и пијалоци, а понад 100 евра за облека, сметки и транспорт. Ако живеат во изнаемен стан од 60 квадрати, ќе им требаат дополнителни 350 евра. За намалување на цените на храната, премиерот Мицкоски од понеделник најави нова средба со маркетите и дистрибутерите, каде ќе побара од нив да го почитуваат законот за нефер трговски практики. Ги охрабрувам компаниите, дистрибутерите, добавачите, производителите да пријавуваат нефер трговско однесување од страна на некои од маркетите, бидејќи сега се наоѓаат канали од страна преку разни услуги, преку трети фирми и така натаму да се фактурира така наречен ројалити. Ова како ќе направите вие инспекција и кога ќе ги видите сметководствените книги, ќе видите дека се во ред. Но има преку трети, четврти прокси канали се наплаќа тој ројалити, дали производот да е полево или подесно на полицата. И тоа е веќе јавна тајна и сите го зборуваат. И затоа јас ги охрабрувам да посведочат за да можеме да преземеме како држава мерки против таквите маркети кои што така нефер трговски се однесуваат.
При крај се и законските измени за нефер трговски практики, кои предвидуваат 10-кратно повисоки казни за маркетите кои непазарно се однесуваат. Лани по овој основ Комисијата за заштита на конкуренцијата казни 4 големи ланци маркети со по 50.000 евра поради картелско здружување за поскапување на храната. Но јавноста негодуваше дека висината не е ни 1% од нивните годишни приходи. Затоа во новиот предлог закон максималната глоба е зголемена на 200.000 евра. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Премиерот Христијан Мицкоски очекува намалување на цените и на горивата веќе од понеделник, доколку продолжи стабилизацијата на светските пазари по најавите за мировниот договор на Блискиот Исток. Ние правевме наши калкулации, малку е зголемена и вредноста на доларот. Очекувам во понеделник, врз основа на тие калкулации, бензините некаде околу 4 денари по литар да се намалат, а дизелот нешто повеќе, околу 7 денара по литар да се намали. Така што еве да почекаме во понеделник регулаторна комисија да и официјално ги каже овие бројки. 10 лица повредени во тешка сообраќајна несреќа, судир на камион со комби. Трамп го уреди својот нов авион, нуди најлуксузен претседателски лет. Најмалку 10 лица се повредени во тешката сообраќајна несреќа што синоќа се случила на регионалниот пат Свети Николе Куманово. Во несреќата учествувале комби кој превезувало патници и камион. Трајан Ристовски јаво. Тешка сообраќајна несреќа се случила синоќа на патниот правец Свите Николе Куманово, при што со повреди се здобиле 10 лица, потврдија од територијалната противпожарна единица од Свите Николе. Несреќата се случила нешто околу 21 часот, пошто на местото на настанот веднаш било упатено противпожарно возило со спасувачки тим. Ситуацијата била толку критична што пожарникарите морале да изведат брза спасувачка акција за да ги извадат повредените кои биле заробени во смачканите возила. По драматичното извлекување и укажаната прва помош на терен, жртвите во тешка состојба биле предадени на екипите на итната медицинска помош и итно транспортирани во Штипска клиничка. Од болницата информираат дека се примени 10 лица, 8 од нив се хоспитализирани на одделот за хирургија, додека 2 се пренесени на комплексот клиники Мајка Тереза во Скопје. Дел од повредените се полесно, а дел потешко повредени. Причината за сообраќајната несреќа дополнително се утврдува. За Сител, Трајан Ристовски. Македонските здравствени власти регистрирале случај на Зика вирус во земјава. Го донел македонски државјанин кој бил на одмор на Малдиви. Не секое каснување од комарец ќе значи појава на некоја болест, но како што советуваат од Институтот за јавно здравје, оние кои сакаат да одат на одмор во тропски и субтропски дестинации, пред патувањето треба да консултираат епидемиолошки служби. Македонец додека летувал на Малдиви бил заразен со Зика вирусот по каснување од комарец. Првите симптоми како треска и болки по телото и зглобовите се јавиле на 24 мај, а по некој ден и ситен густ осип. По враќање во земјата побарал помош на клиниката за инфективни болести, каде бил прегледан и направени потребните лабораториски испитувања. Не го задржале на болничко лекување и во моментот, според известувањето од Институтот за јавно здравје, е во добра здравствена состојба. Откако е добиен позитивниот резултат, направена е епидемиолошка анкета на заболеното лице. Понатаму е спроведена дезинсекција по епидемиолошки индикации во околината на местото на живење на заболеното лице и даден е совет за превенција од понатамошна трансмисија на болеста. Од човек на човек трансмисијата може да биде сексуална. Најопасна е кај бремените жени, односно за време на бременоста, бидејќи може да предизвика микроцефалија, односно конгенитални малформации на плодот, кои што и да предизвика исто така и предвремено породување. Иако станува за импортиран случај, како што предупредуваат од ДИАЗ, не е исклучена можноста и за други пријави, бидејќи Малдиви, Карипските острови, Тајланд и Индонезија се посакувани туристички дестинации, а таму циркулира вирусот Зика кој потенцијално го пренесува тигрестиот комарец. Не секое каснување од комарец ке значи и појава на некоја болест, но како што советуваат од ДИАЗ, оние кои сакаат да одат во тропски или субтропски дестинации, пред патување може да се консултираат со епидемиолошки служби од соодветните центри за јавно здравје, за да добијат превентивни совети за вектор преносливите болести. Од Институтот вела дека ги имаат сите реагенси за тестирање на болести што ги пренесуваат комарци. Сања Димитровска, Сител телевизија.
Преспа денеска се одржи трка, спортски настан, чија цел е промоција на овој крај. Идејата е овој настан да прерасне во традиција и да биде со меѓународен карактер. За прв пат во Преспа се одржа трката насловена Преспа Run and Fun, на која што учесниците имаа можност да трчаат на 5 и на 10 километри, од Претор до Крани и назад. Стотици љубители на трчањето, професионалци и аматери од цела Македонија, се приклучија на овој настан, кој што освен спортскиот дел, имаше и завршен дел, кој ќе трае преку целиот ден. Богата музичка програма со диџеи, познати артисти, ладни пијалоци, вкусна храна, водни активности како кајакарење и субдаски, јога на отворено, релакс зони. Преспа е реон кој малце запоставени, треба малце да се даде акцент на тоа дека има прекрасна убавина, недопрена убавина која треба да се покаже. Езеро, две планини, Баба, Галичица, два национални паркови. Убавината на Преспа пред се да се покаже и да се види дека ретко која природа во Македонија возможува ваков вид на убавина, да. Очекуваме брза трка, доста од тркачите се тука кои што се во елитата на македонската атлетика. Се надеваме дека ќе видиме и резултат на 5 километри под 16 минути и на 10 километри под 32 минути. Имаше учесници од сите возрасти, од најмлади па се до постарата генерација љубители на овој спорт. Иначе јас сум бале брзи, ако не знаете. 73 години и трчам 10-ка 44 минути. Луѓе конкуренцијава се плаши, вика, штом дојдеш ти, вика, нема гајле, вика. Јас сум битолчанец, супер е. Заразен сум во трчањето, са полека, ама со љубов има трчање. И е лав да ви е добро се организирале, све е одлично. Освен од Македонија, учесници имаше и од други европски држави кои што престојуваат тука кај своји пријатели. From Portugal, we live in Budapest and we have a friend from here, Peter, and we enjoy the place. It's very nice. Excited. I'm from Ukraine and I really enjoy the Prespa region. We visited Golemgrad and other places. It was magnificent and I'm very excited to run today. From Hungary, I'm also with the guys and Prespa is beautiful. Thank you very much. And we're excited to be here. It's going to be a fun race with the group and yeah, let's go out and smash it. Трката е поддржана од проектот EU за Преспа, а организаторите се надеваат дека Преспа Run and Fun ќе прерасне во традиционален настан, а можеби и во поголем неколкудневен аутдор фестивал кој што ќе ги промовира убавините на овој крај. За Сител, Дарко Штарговски. А во пресед на туристичката сезона, Охрид овозможува поголема достапност и видливост на културните содржини. Градот под Самуиловата тврдина доби современ културен информатор. Станува збор за нова платформа посветена на културниот живот во Охрид, каде на едно место ќе може да се следат најновите културни настани, фестивали, изложби, концерти, театарски представи и литературни случувања. Тоа е веб сајт каде што на едно место ќе се најдат сите настани кои што се организирани и поддржани од општина Охрид, но и од другите кои што на никаков начин не се обратиле до општината, но ние ќе најдеме соодветен начин да ги ставиме во тој календар. Целта на тој календар беше луѓето да не лутаат низ социјалните мрежи или некои си медиуми, туку тука на едно место и самите медиуми ќе можат да имаат прилика да видат кој културен настан, локација, време, место и каква содржина нуди. Целта на овој информатор е културните содржини да бидат подостапни, повидливи и поблиски до сите љубители на уметноста и културата. Преку креирање на различна понуда, не само за сите видови и за сите генерации, не само што се обидуваме да ја зголемиме таа културна понуда на Охрид, туку и да влијаеме врз зголемување и развој на културниот туризам. Според добрите познавачи, бројните културни настани во Охрид оставаат белек, ја збогатуваат и прошируваат туристичката понуда и го афирмираат градот. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Прилеп пак доби 8320 канти и 126 контејнери за селекција на отпад, како и 3 нови возила за собирање на отпад. Во напредна фаза е проектот за изградба на центар за управување со отпад во општина Новаци, каде планирано е отпад да одлагаат 18 општини од Пелагонискиот и југозападниот дел од државата. Прилеп со проектот доби 8320 канти за селекција на органски отпад, пластика и хартија
како и 126 контейнери за истата намена. Доста важен проект, односно би рекла нов проект кој што го имаме, 48 полуподземни контейнери во вредност од 18.653.890 денари. Тендерот веќе е во тек и се надевам дека на почетокот од есента веќе ќе може и овие полуподземни контейнери да бидат поставени во општината. Наскоро треба да биде пуштена во употреба и линијата за секундарна селекција на отпадот, која што веќе е инсталирана. Со тоа, уште повеќе ќе се зголеми селекцијата на отпадот во Прилеп. Прилеп ќе стане прва општина на Балканот која што има во сопственост фабрика за секундарна селекција на отпад. Прилеп доби и 3 нови возила за собирање на отпад, а вкупно до крајот на проектот треба да добие 9. Моментално имаме добиено 3 возила, едно од 12 метри кубни, едно е од 8 метри кубни и едно возило, специјално возило подигач. Прилеп е лидер во Македонија во примарната селекција на отпадот, каде скоро 100% од домаќинствата веќе се покриени со канти за селекција. Годишно Прилеп селектира отпад колку градот Скопје и сите останати општини заедно. За Сител Дарко Штарговски. На европската безбедност, за односите ЕУ, САД и НАТО, мировниот договор за Блискиот Исток, времен прекин или трајно замрзнат конфликт, Русија и Украина во 4-та година од војната. Тема на денот со Златко Кузманов, експерт по безбедност. А во продолжение најважни настани од светот.